Христос воскресна и честит Великден на сите кои празнуваат. Ова се насловите од денеска. Христос воскресе, честит и вечен да ни е Великден. Православните верници го слават најголемиот христијански празник Великден. Најубавиот ден во годината. Живе здраве за светот, мир да има во светот. Пораки за единство и меѓусебна почит од државниот врв. Лесновски манастир, духовно светилиште на истокот од Македонија, исполнети безброј молитви. Многу чудеса, многу исцеленија Божји. Преговарачите го напуштија Пакистан. They have chosen not to accept our terms. Техеран тврди, ормудскиот теснец е целосно под иранска контрола. Трамп и нареди на морнарицата да го затвори. До пладне излегоа половина од гласачите. И Орбан и Маđар тврдат тоа било во нивна корист. We have a choice between east or west. I'm here to win. Христијанските верници денеска го слават најголемиот празник Великден. Воскресението Христово на полноќ беше објавено во сите храмови на Македонската православна црква. Централната литургија содржа во соборниот храм Свети Климент Охридски, каде што и утринава имаше голем број верници. Христос воскресе, вистина Христос воскресе, Христос воскресе, честит и вечен да ни е Великден. Радосната вест, веста за Христовото воскресение, за победата на животот над смртта, на полноќ беше објавена во сите храмови на Македонската православна црква. Поглаварот на МПЦ, Охридска архиепископија господин Стефан, богослужеше во соборниот храм Свети Климент Охридски во Скопје, од каде го објави Христовото воскресение и упати великденски пораки. Ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше нашата проповед и празна ќе беше и нашата вера, како што вели светиот апостол Павле. Но Христос воскресна и со тоа ни го отвори патот кон вечниот живот. Православните христијани денеска го слават најголемиот христијански празник Великден. Верниците денот го започнуваат со посета на храмовите, со молитва за здравје и спасение. Верниците кои од утринава дојдоа да се поклонат пред иконата на Исус Христос, велат дека секоја година со радост го дочекуваат Великден, а од Бога бараат само мир и здравје. За мене овој ден како христијанка представува многу голем. Ми се чини најубавиот ден во годината. Христос воскресна, со тоа докажа дека постоел, ќе постои и ќе постои во сите нас и така на небесата. Голем празник е. Да. Се молев, еве, запалив, дојдов во црква, оставив јајца. Право да ви кажам, и за децата ми се устранствува. Многу убав ден, многу весело, среќно. Живе здраве за светот, мир да има во светот. Денеска како го поминувате денот обично? Со фамилија, со внуци, со ќерки, со зетови. Во соборниот храм во Скопје утринава свеќа за здравје запали и поранишниот председател Ѓорѓе Иванов со сопругата Маја. На граѓаните им посака добро здравје, а рече дека празникот ќе го помине со најблиските. Голем ден, велик ден е секој пат со најблиските да се одбележи воскреснувањето, односно новиот циклус, новиот почеток на се што ден се случува во живот. Честитки за Великден упати и градоначалникот Георгиевски по завршувањето на утринската литургија. Сакам на сите верници да им посакам мирни празници, среќа, здравје и љубов во нивните домови. Празничната атмосфера продолжува во домовите, каде семејствата традиционално се собираат на семеен ручек по великденскиот пост. Нека празничната радост не обедини и нека не поттикне на меѓусебна почит и разбирање, давајќи ни сила да чекориме напред, порачува председателката Силјановска Давкова. Честитки по повод Великден упати државно-политичкиот врв. Пораките ги пренесува Јана Јосиповска.
Здравје, мир и благосостојба во секој дом им посака државно-политичкиот врв на граѓаните по повод големиот христијански празник Великден. Во овие возвишени и благодатни денови, кога се открива тајната на животот како победа над смртта, од срце ви посакувам во вашите домови да се вселат мирот, љубовта, здравието и Божиот дух, порача претседателката Гордана Селјановска-Давкова, која присуствуваше на вечерната литургија во манастирот Свети Климент и Пантелемон на Плашник во Охрид. Во време на тешки општествени превирања, големи искушенија и силни морални предизвици, мораме да истраеме обединети околу вредностите на човеколюбието, солидарноста и заемната почит, да ги отвориме срцата за ближните, да ја засилиме грижата за ранливите и да го разбудиме духот на соборност и заедништво, порача претседателката. Празничните денови нека ви донесат спокој, топлина и сила да продолжиме напред. Посилни, пообединети и со јасна визија за еднината, порача премиерот Христијан Мицкоски во великденската честитка. Великден не е само празник на верата, туку и символ на надежта, обновата и победата на животот над искушенијата. Све се сум дека постојат неизвестности и предизвици, но нашата определба е јасна, да продолжиме со одговорни политики, да ја заакнеме економијата, да го заштитиме животниот стандард и да создадеме сигурна иднина за сите, напиша премиерот. Нека Великден биде поттик за уште поголемо разбирање, хуманост и почит меѓу сите граѓани, порача претседателот на собранието Афрем Гаши. Во овие празнични денови кога се слават љубовта, солидарноста и меѓусебната почит, уште еднаш се потврдува значењето на вредностите што не поврзуваат како општество, напиша Гаши. Претседателот на СДСМ Венко Филипче го честита големиот христијански празник, истакнувајќи дека Великден е символ на спасението и носи силна порака. Овој голем христијански празник дава духовна сила и повикува на добрина, човечност и заедништво. Вредности што се патоказ за праведно и солидарно општество, со верба и со надеж за нови почетоци, да го надминеме секој предизвик и да создадеме иднина каква што заслужуваат нашите граѓани, вели Филипче. Честитки за здравје, мир и обединување по повод празникот упати и лидерот на ДУИ Али Ахмети, како и представници на политичките партии, граѓански здруженија и голем број на институции. Далеко од градскиот метеж и брзото секојдневие, со посебна енергија зрачи манастирот Свети Гаврил Лесновски во близина на Пробиштип. Таму исполнетите молби за рожба и за здравје ги враќаат верниците со насмевка и благодарност кон светецот. Во пресрет на Великден, ова духовно светилиште го посети екипа на Канал 5. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ и снимателот Љубомир Домазетов. Манастирот Свети Гаврил Лесновски, вгнезден во некогашниот вулкан, е бисерот на духовноста во Лесновскиот крај. Малата црква, посветена на светиот архангел Михаил, изобилува со големо наследство, мудрост и мир на духот, а сето тоа е белег на монашкиот живот, место каде молитвите за здравје и рожба се исполнуваат. А на иконите со насмевка се враќаат семејства со деца, а болните на нозе пред иконите со благодарност за слушаните молитви за здравје. Во манастирот се слуша утренска литургија, игуменот Исак со молитви го започнува денот. Убаво чувство на мир, далеку од градот, тој ни ја раскаже историјата на манастирот, за секој изграден камен и белегот на овој крај. Гаврил го открива паланичкото село Осиче по неговите молитви и благослов од родителите, кои по упокојувањето на неговата супруга му дале амин да дојде во овој крај. Како дете, така се кажува во житието, бил многу послушен. И тоа е една голема полука за сите нас тука, и денешните деца, треба се биде послушен кон родителот. Така се добива Божиот благослов преку родителот. Неговите мошти и земни остатоци останале нетрулежни. Заради светоста на животот и испуштали благоухание, прекрасен мирис на миро. По едно откровение Божио, монасите ги наоѓаат моштите и ги донесуваат тука во Литија, ги положуваат во киботот тука. Од киботот него станува до денешни дни и извор на многу исцеленија.
Во манастирот се муштите на Гаврил Лесновски, а до него е фреската на Мајката Божја, брзо послушничка која е чудотворна. Тука се кажани безбројни молитви кои се исполнети, раскажува и губенот Исак. Во малата црква е првото дело на Петра Гарката, прекрасниот иконостас, кој дава посебна топлина и убавина. Изразбан направен со посебна љубов. Во манастирите се и муштите на светиот Гаврил Светогорец. Деновите ги поминал во учење на децата и молитви. Навистина твори многу чудеса, многу исцеленија Божји, на кој тој е еден спроводник Божји, бидејќи тој го очисти своето срце и затоа стана спроводник на Божјата благодат и светлина. Многу луѓе доаѓаат да се помолат тука, да им се прочита молитва, се случуваат многу чудеса, многу исцеленија. Манастирите се посебно убавина, енергија, каде тагата поминува. Далеко од вревата и брзањето, тука духовноста се живее од влезот на манастирот. Ве пречекува кротката и раскошна црница, дрво кое во дворот е 700 години, кое уште има благ и сочен плод во летната жега. Гласот на монасите ви дава мир и верба, а и нивните разговори се многу едноставни. Ве потикнуваат сами да го најдете одговорот. Се што сакаме да промениме, почнува од самите нас. Бог од нас очекува пред се да се смириме, а тогаш ќе не слушне молитвата. Многу пати Бог не ја слуша молитвата, не дека не ја слуша, не услишува, за да се смириме, да поработиме на себе си, да почнеме да живееме малку духовно. Духовноста на овој крај почнува од самиот пат кон манастирот, пештерите каде се молел Гаврил, карпите во кои ги гледате ликовите на светците, а природата и мирот ја потврдува пораката за овој манастир. Треба време да се дојде, но кога сте тука, како да не сакате да помине времето за да си отидете. Тоа беше последната содржина за ова издание на Вестите. Имајте пријатна празнична вечер со Канал 5.